Почитувани присутни, почитувани граѓани на Бојане, на Сарај, почитувани жители на градот Скопје, почитувани присутни, почитуван градоначалник Блерин Беџети, почитуван градоначалник Петре Шилегов, почитуван председател на ДУИ Али Ахмети, почитувани пратеници, заменик министер, носители на функции кои што сте денеска сите овде со нас. Денеска сме навистина дојдени овде заедно затоа што се радуваме. Се радуваме на секоја изградена инфраструктура, на поврзувањето на нашите населени места со центрите на општините, со градот Скопје и со остатокот на Република Северна Македонија. И секогаш и со посебно задоволство лично јас ги прифаќам поканите за вакви настани, од кои се гледа грижата на општината и на централната власт за приоритетните потреби на граѓаните од локалните заедници. Затоа сум денеска тука и заедно со градоначалниците на Скопје и на Сарај, Шилегов и Беџети, јас, председателот на ДУИ Али Ахмети и носителите на функциите од овој регион, правиме увид на градежни работи, на реконструкција на овој локален пат. Како што беше кажано, навистина патиштата ги поврзуваат луѓето, ги поврзуваат генерациите, не поврзуваат сите нас и го градиме нашето единство. Квалитетот на животот мора да биде еднаков и на село, и во град, насекаде, рамноправно во нашата земја. Во моментот на оваа делница можеме да согледаме дека 50% се завршени работите. Вкупната должина на овој пат изнесува 3 километри со ширина од 5,8 метри, а паралелно со работите на реконструкцијата на патот се веќе изградени новата водоводна мрежа, како што беше кажано, новата канализациона мрежа за атмосферски води и го гледаме поставувањето на пешачката или тротоарска патека. Проектот опфаќа и модерна и безбедна пешачка патека како и зелени површини во должина од 4 километри. Со овој проект за изградба и санација на локални патишта и улици во општините го подобруваме урбаното живеење, обезбедуваме локален економски развој, безбедност во сообраќајот и подобра комуникација помеѓу граѓаните. Реконструкцијата на патот до село Бојане е само еден од десетиците инвестициски проекти на локалните власти во нашата земја, која имаат целосната поддршка на владата низ повеќе различни програми. Со 70 милиони евра директна помош за општините, во наредниот период планираме да продолжиме да реконструираме околу 450 километри локални улици и патишта во сите 80 општини во државата плюс градот Скопје. Со првиот повик опфативме 17 општини и реконструкција на 27 улици со вкупна должина од 23,62 километри, проект вреден преку 4 милиони евра. Активно се работи на реконструкцијата во моментот на улиците во општините Карпош, Ѓорче Петров, Тетово, Кратово, Берово, Македонски Брод, Прилеп, Неготино и многу други. Се градат улици и патишта како никогаш досега. Реализиран е и вториот повик за овој проект со кој што започна реконструкцијата на вкупно 35 улици во 21 општина со вкупна должина од 35,5 километри со вредност од околу 7 милиони евра, а во тек е подготовка на трет повик со кој треба да се офати реконструкција на дополнителни 60 километри локални улици. На секоја општина за оваа намена на располагање стојат од 500.000 евра до 2 милиони евра. Тоа се неповратни средства со кои општините реконструираат улици и патишта кои се приоритет за граѓаните од нивната општина. Тоа што граѓаните го дефинираат како приоритет, нивните градоначалници го следат. Одделно од овие програми за поддршка за изградба и за реконструкција на патна инфраструктура во општините е програмата на ТАФ, со која се реализираат вкупно 94 инфраструктурни проекти во вкупна вредност од 49,7 милиони евра. Дополнително се реализираат програмите за туристички развој и програмите за водоводите и канализации со вредност поголема од 75 милиони евра. Вкупно во овие 3 години и 10 месеци имаме инвестирано 550 милиони евра во капитални проекти на локално ниво, директно со поддршка на централната власт. Секако, до крајот на 2022 година, очекуваме да бидат рехабилитирани околу 150 километри локални улици и патишта.
Единството помеѓу општините, градот Скопје и централната власт е видливо и дава резултат. Во единството и во еднаквоста е нашата сила, како држава, како народ. И само единствено исплотени можеме да продолжиме со уште многу вакви проекти на кои што ќе се радуваме и ќе оставиме едно трајно добро за идните генерации, за младите, за децата кои што доаѓаат по нас. Нека е со среќа користењето. Се надевам дека точно во заокружените рамки ќе биде завршен овој проект на кој што денеска правиме увид, за да можеме да продолжиме со реализација уште на многу други проекти. Нека е честито и со здравје да се користи. Благодарам.